Се представа направен. Јас сум доцент доктор Христијан Мицковски, член на Комисијата за енергетика на ВМРО ДПМН. Повод на денешната пресконференција, одговор на пресконференцијата на господинот Атанаско Тунески. Инаку би започнал со фактот дека господинот Атанаско Тунески нема кредибилитет да зборува, бидејќи покрај фактот што често ги менува политичките партии, нема му се случи крах на електроенергетскиот систем на високонапонската мрежа од 1906 година до денес и само на нему тоа му се случи. Иначе што се однесува до другиот дел од пресконференцијата, до стручниот и професионалниот дел, би сакал да го споменам следното. Репер периоди се земени два, и тоа 2005 и 2006 година, кога на власт е СДСМ, и 2009-2010 година, кога на власт е ВМРО ДПМН. Разгледувани периоди се октомври месец, јануари, односно февруари месец во истиот период и октомври и февруари месец 2005 и 2006 година. Бидејќи господата од СДС, начело со нивните експерти, често пати милуваат да кажат дека е зголемен увозот на електрична енергија, јас ќе се повикам на диспечерските извештаи што ги објавува МЕПСО, кои што се транспарентни и ги има на нивната веб страница, да кажам неколку зборови врска со тоа. Во периодот 2005-2006 година, вкупниот увоз на електрична енергија во Македонија за референтен период октомври 2005 февруари 2006 година 962 гигават сати. Увозот на електрична енергија во Македонија за истиот период октомври 2009 февруари 2010 година е 792 гигават часови. Односно 170 гигават часови помалку во однос на периодот 2005-2006 година, што во пари би значило многу. Ако ја земеме референтна цена, цената на европската берза во Лајпциг, Германија, тоа е цифра неколку од 7 до 8 милиони евра помалце во однос на тој период. Значи, увезена електрична енергија во Македонија. Сега, како се увезува електричната енергија во Македонија, ќе кажеме и структурата. Значи, во едниот дел увозник се јавува ЕЛЕМ, АД Електрани на Македонија, и во вториот дел од увозот на електрична енергија се јавуваат директните потрошувачи. Од вкупно 792 гигават часови увоз на електрична енергија во периодот октомври 2009 февруари 2010 година, 454,5 гигават часови увезле директните потрошувачи. Значи, на цената која што тие купуваат електричната енергија слободно на пазарот, таа да е ЕЛЕМ, односно Електрани на Македонија, не може да влие. Значи, они го купуваат тоа од трговците присутни во регионот. Значи, АД ЕЛЕМ го увезол останатото. Сега, во истиот период пак, АД ЕЛЕМ, користејќи го доброто менаџирање, значи со компанијата, успел да извезе 206,4 гигават часови струја. Или во разлика апсолутно 131,1 гигават часови електрична енергија. Доколку се споредат тие 131,1 гигават часови електрична енергија увезена за периодот октомври 2009 февруари 2010 со референтниот период од октомври 2005 февруари 2006 година, ќе се пројави разлика од некаде цирка 830 гигават часови струја, што во пари би значило многу. Било која берза дали да земете Powernext во Франција, дали да земете австриската, дали Opcom берзата во Романија, дали европската берза во Лајпциг да земете во Германија, разликата во цена и станува збор за огромни пари. На тој начин менаџира актуелното раководство со АД Електрани на Македонија. Значи, увозот кој што го прави, повторно би потенцирал, е 830 гигават часови помалце визави периодот од 2005-2006, ако го земеме како репер, кога господата од СДС менаџира со Електрани на Македонија. Тоа е оној факт кој што би сакал да го кажам и да одговорам на несоодветните обвинувања од страна на господата и експертите од СДСМ. Ви благодарам.